Постојат идеолошки разлики во сваќањето на патриотизмот помеѓу ВМРО ДПМН и американскиот милиардер Џорџ Сорос, вели претседателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во третиот дел од интервјуто за Република. Според Груевски, неговата партија веројатно не е дел од концептот и идеологијата на Сорос, затоа што ги смета за националисти, но според него не е националист тој што си ја сака државата. Тој може да е само добар патриот. За Груевски, идеолошките разлики се очигледни, бидејќи дел од активностите на Соросовите невладени организации е врбување на поспособни млади луѓе низ универзитетите од сите етнички и религиски припадности и нивна класична индоктринација преку предавања, меѓу другото за концептот на држава и национална припадност, а во правец дека не треба да се чувствуваат македонци, туку граѓани на светот, утопистичка идеја која никаде не функционира, а ние треба да сме експеримент и да ја загубиме државата со таков однос кон неа. Во време во кое има 35 активни војни за територии во светот, во време кога ни упаѓаат терористичко-криминални групи со цел да запоседнат дел од територијата на нашата држава со оружје посовремено од нашата полиција, во време кога излегуваат разноразни извештаи на поранешни разузнавачи дека ќе се прекројуваат граници на Балканот, при што Македонија е посочена како земја од која треба да се намали еден дел, во време кога не ги признаваат идентитетот и името, Соросовите невладени организации пропагираат и наметнуваат чувство на срам и тоа го прикажуваат како да е подчест да си има цврст став за вакви теми. И се борат со сите сили да не симнат од власт за полесно да тераат со СДСМ. Па со таа цел не прават националисти, недемократи, режим, криминалци, лоши луѓе. Ни спинуваат, ни вадат од контекст. Глобалниот идентитет не треба да ги негира, да ги исклучува националниот и државниот идентитет, туку тие треба да се надополнуваат, да бидат комплементарни, вели лидерот на ВМРО ДПМН во интервјуто. Тој прави паралела за обидите тој и неговата партија да се представат како националисти и она што му се случуваше на новиот американски претседател Доналд Трамп, односно дека низ кампањата во Америка многу медиуми пренесува дека Трамп е против мексиканците, американците од Јужна и од Средна Америка или против мигрантите. Читајќи ја внимателно книгата повторно величествена, се уверив дека Трамп не говори така. Тој вели дека треба да ја сузбие нелегалната миграција која во Америка е огромна и во најголем дел доаѓа од Мексико и од земјите со латински јазици од Јужна и Средна Америка. А што пренесуваа медиумите? Дека Трамп реколот е против имигрантите, дека имигрантите се силувачи и убици и така натаму. Значи тотално вадење од контекст на една добра и благородна идеја. Нешто што секој здраворазумен човек би го поддржал, но ако така стигне до него, како што е кажано. Паралелата која тука се прави, вели Груевски, е во однос на обвинувањата насочени кон ВМРО ДПМН за национализам кон албанците. Груевски во интервјуто подсетува дека токму неговата партија ги има направено најважните работи за албанците, а тој никогаш не кажал ниту еден лош збор за нив. Во овие 25 години македонците, албанците, турците, ромите, власите, бошњаците и останатите се тие што одлучуваат во оваа држава и така ќе остане. Поминаа времињата кога на други дестинации, на други конференции или во други центри се кроеше судбината на македонскиот народ и на граѓаните на Република Македонија. Некој однадвор сега сака нешто да промени, да внеси црв, да направи проблеми, да ни го растори со животот. И затоа сега измислија теза ние сме биле националисти. Не знам како можеме да бидеме националисти ние од ВМРО ДПМН кога сме 10 години во коалиција со албански партии и кога моравме заради мнозинство во парламентот и кога не моравме, кога имавме 63 пратеници, например во 2008-та. Но ние ги почитуваме албанците и затоа земавме албанска партија да биде во власта, за да може заеднички да ги следиме и исполнуваме и потребите на албанците. Кои националисти сме ние? И македонци, и албанци, и турци, и роми, и власи, и бошњаци, и срби, и останати. Заедно го делиме доброто и лошото. Не ни треба некој однадвор да ни ја прекројува работата, да ни ја редефинира државата и да ни го наруши со животот. Според шефот на ВМРО ДПМН, албанците го немаат чуено ова, бидејќи некои медиуми и политичари што се негови противници им врежале во глава дека тоа е против албанското население, што според Груевски е невистина. Значи, паралелата е во спинувањето, во лагите на медиумите и во политичкиот противник без ниту еден факт, заклучува претседателот на ВМРО ДПМН.